Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Сунчица од градинката 8 март од Скопје. Денеска ќе ви прочитам една многу убава приказна за инсектите во пролет. Еден убав пролетен ден, кога сонцето силно грееше, пеперутката, пувамарата, пчелката и мравката излега од своите куќички и тргнаа кон ливадата да се прошетаат и да ручаат. Пчелката тргна со кошничката во која собираше мед и почна да лета од цвет на цвет и да собира мед, но и да јаде од поленовиот прав. Пувамарата исто така леташе и се воодушевуваше на убавината на цвеќињата. Пеперутката, шарена во своите крилја, леташе и ручаше различни сокови кои ги земаше од цвеќињата. Мравката шеташе низ густата шума и се трудеше да најде некое зрнце храна. Но одеднаш, како што тоа е вообичаено, во пролет почна да врне. Бидејќи сите беа далеку од своите куќички, кога заврна, побараа нешто каде да се сокријат. Навргу пчелката догледа една печурка и рече: "Јас ќе се сокријам под неа." Сакаше да ги заштити своите крилца да не и се наводенат, бидејќи кога се мокри, тие се тешки и не може да летаат. Дојде бубамарата и рече: "Те молам, пчелке, дали ќе можеш да ме пуштиш под печурката кога сум многу мокра?" "Па секогаш има место за уште еден," рече пчелката и малку се стисна под печурката. По малку време дојде и пеперутката со своите огромни крилца, кои беа наполу водени и рече: "Ве молам, дозволете ми да се сокријам од олтецот под вашата печурка." Така и бубамарата, и пчелката, и пеперутката, и мравчето се сокрија под печурката. Кога престана да врне и огреа сонцето, се гушнаа и излегоа весели да шетаат, да леткаат по природата. Ова, дечиња, беше убавата приказна за инсектите во пролет. А вие сега можете од вашите материјали со пластелин и со хартија во боја да направите едни многу убави пчелки, едни многу убави пувамари, едни многу убави пеперутки. Ова беше, деца, приказната за инсектите во пролет. Довидување, дечиња!